Добро утро, почитувани. Информативен преглед на телевизија Нова. Жалби за високи сметки од операторите ја вжештија бесплатната телефонска линија на Агенцијата за електронски комуникации. 20% од пријавите на бројот 190 се на услуги во мобилната телефонија. 18% се за интернет услугите во мобилната телефонија. Колку од нив имале разрешница, но и за останатите проблеми со кои се соочуваат граѓаните кога се во прашање електронските комуникации, разговараме со првиот човек на ЕК. Сашо Димитриевски е нашиот гостин. Добро утро за вас. Добро утро на вас и на гледачите на ТВ Нова. Може ли да почнеме од самиот почеток? Една бројка би можеле да ја кажеме колку корисници имаме во мобилната телефонија, а колку во интернет мрежата? Па, согласно извештаите кои квартално пристигнуваат во агенцијата, може да кажеме дека во двете мрежи има повеќе од милион корисници на едната и повеќе од милион корисници на другата мрежа, што значи вкупно имаме повеќе од 2 милиони корисници кои што се во исто време можеме да кажеме и интернет корисници на мобилната мрежа и на двата оператори. Колку пријави има во АЕК на годишно ниво и можеме да кажеме еве нека првична бројка, колку од нив имаат разрешница? Прво треба да објасниме на гледачите дека во рамки на агенцијата функционира комплетен сектор кој е наменет токму за грижа на корисници. Во рамките на тој сектор во 2010 година беше имплементиран кол центар и тогаш фактички започна да работи бројот 190. Идејата беше да се овозможи на граѓаните на многу поедноставен начин да стигнат до информација. Претходно требаше да се појават лично во просториите на агенцијата, сега може преку телефонскиот број 190 да добијат комплетна информација како да ја водат постапката и што треба да направат за да си ги остварат своите права. Во текот на минатата година податоците говорат дека околу 8.500 граѓани се јавиле на бројот 190 и се пожалиле за некои проблеми кои што ги имале со операторите. Кога зборуваме за бројките, мора да напоменеме дека во рамки на тие 8.500 јавувања, во секој случај има и јавувања на граѓани кои што се жалат на услуги кои што немаат воопшто никакви допирни точки со агенцијата. Нели спомнувавме дека високи сметки за струја, за парно и така натаму. Исто така треба да напоменеме дека агенцијата доменот на работа на агенцијата не е содржината на медиумите, за кои што исто така добиваме поплаки, но за сите оние кои што се релевантни, агенцијата за 100% од нив превзема мерки и сите тие се процесуираат понатаму. Која е процедурата за да се поднесе приговор и колку, еве, одиме од оној миг кога треба да се јават на 190, како оди процедурата понатаму и за колку време се чека некој првичен одговор? Да. Токму тоа е првичното кое што им се објаснува на граѓаните кои што се јавуваат. Значи, прво треба да се обратат до операторот со кој што имаат евентуален проблем. Мора писмено да достават жалба до операторот и кој што е должен па во рок од 15 дена да им врати одговор. Доколку корисникот не е задоволен со одговорот кој што го добил од операторот, тогаш се обраќа до агенцијата и агенцијата си превзема сите мерки кои што се во нејзина надлежност. Што значи има можност да врши надзор во операторот, ги проверува сметките, така да на крајот решението конечно го носи агенцијата. Споминавте дека има јавувања за неплатени сметки за струја, парно и така натаму, кои што нормално не се надлежност на ЕК, но што е со оние јавувања кои што се надлежност на ЕК, а од првото јавување се сепак тотално неосновани? Како пресудувате во поглед на нив? Кажувате, вие немате апсолутно никакво право да поднесете приговор или како? Не, значи ние не можеме во првиот момент да процениме дали е основано или не е основано. Ако на пример граѓанинот се жали дека има лош квалитет на услуга, на сервис или има висока сметка, не може да констатираме дали е во право или не. Значи секогаш го упатуваме да испрати жалба до операторот. Доколку не е задоволен од она што го добил како одговор, влегува во втора фаза каде што агенцијата ги контролира работите и на крај ќе одлучи дали бил во право или не.
А кога е во прашање еве мобилната телефонија, кои се најчистите поплаки? Па како што спомнавте, најчести поплаки, околу 20% од вкупните поплаки кои доаѓаат се однесува на цените на услугите, 18% се однесува на квалитетот на услугите. Во главном тоа се најобемните поплаки кои стигнуваат до агенцијата. А со интернет мрежата? Исто така, значи кога ви викам квалитет на сервис, тоа значи квалитет и на говори на интернет. И сега доаѓаме до онаа поплака што верувам дека е и најчеста, тоа е роамингот. Дали може би со сега новата ајде ќе ја наречеме мерка од операторите со испраќање на SMS порака до корисникот дека надминува 1000 денари е решен проблемот кој што беше можеби најчеста поплака дека се навистина многу големи сметките за роаминг. Па ќе дојдеме и до прашањето дали конечно ние би имале некој минимално намалување на цените на роамингот. Значи, ајде да почнеме од вториот дел на прашањето. Може би граѓаните веќе читаат по медиумите дека Европската Унија ги намалува или ќе ги во текот на годината ќе ги доведе роаминг цените на нула. За жал, земите кои што не се членки на Европската Унија, иако настојуваат тоа да го постигнат, не им е дозволено од за нас неразбирливи причини, така да земите кои што не се членки во Европската Унија не може да се надеваат на овој бенефит кој што ќе го имаат истите земји кои што се членки. Што се однесува до цените на роамингот, она што ние како држава можевме да го направиме, тоа се беше направено заедно со министерствата во соодветните држави, а тоа беше иницијатива да некои соседни држави се договарат меѓусебно и сукцесивно да ги намалуваат цените. Веќе трета година цените се намалуваат и многу пати сме кажале дека во повеќето од соседните држави како Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и така натаму цените за роуминг се драстично намалени и ние понатаму ќе наставуваме тој договор да се продолжи и да и понатаму се намалуваат цените, но тоа не може да се случи со другите држави. Мора да напоменеме дека операторите даваат голем отпор на оваа иницијатива на намалување на роамингот, затоа што автоматски им се намалуваат приходите, така да таа борба не е едноставна. Намалување на роаминг нема да има, да не се очекува. Но да спомнеме и она што прашавте околу... Ние ги задолживме операторите, иако тоа кај нив предизвикуваше пак дополнителен трошок, да испратат SMS порака доколку вашата сметка надмине 1000 денари. И автоматски да ви го исклучат интернетот доколку надминете 1000 денари, што... Го почитуваат ли тоа до крај? Да, тоа се почитува. Так. И се избегна најголемиот проблем кој што го имавме во минатото, тоа е без да знае, затоа што сите не се толку и едуцирани како да работат со се по комплицираните смартфони, не сакајќи да направат големи сметки. Сега тој случај го нема и апелирам до граѓаните доколку таков проблем им се случи и не им биде прекината конекцијата, а надминат 1000 денари, слободно може да се обратат, треба да се нормално да се жалат до операторот и агенцијата во 100% од тие случаи ги одлучува, ги решава во полза на граѓаните. Велите не сите се информирани за користење смартфони и така натаму напредна многу технологија. Ајде убаво да објасниме, затоа што јас и на социјалните мрежи прочитав доста како еве голем проблем на кој што граѓаните се жалат, а тоа е следново. Го подесив телефонот да не бидам на роаминг, но сепак ми стигна висока сметка и предупредување дека сум надминал 1000 денари роаминг. Значи, кога вие ја исклучите можноста на телефонот да биде конектиран кога е во роаминг, тоа значи исклучување само на податочните сервиси, што значи исклучувате можноста да се конектирате на интернет. Но останатиот сервис, што е гласовен или voice сервисот, останува активен. Доколку вие сепак разговарате, значи не може да исклучите можноста да разговарате. Доколку сепак вие разговарате во роаминг и достигнете повисока цена, ја добивате пораката, но не може да ви го исклучат тој сервис. Тоа е загарантирано право.
Значи, но сепак добиваат СМС со кој што ја ве информираат дека вашата сметка достигнала таа сума и останува понатаму на корисникот да си внимава колку ќе го користи во роаминг телефон. Така, го разјаснивме и ова. Ајде сега да објасниме уште една состојба со која што повеќе верувам дека и граѓани се соочуваат. Еве конкретно јас имав таков проблем. На кого е обврската да обезбеди поврзување за телефон, интернет мрежа до објектот, стамбениот објект? Дали е тоа на инвеститорот или е можеби на операторот со кој што еве да речеме би склучиле договори така натаму или можеби на општината, каде тука се лоцира проблемот и како да постапат граѓаните кои што имаат таков проблем? За жал тука проблемот ќе остане на граѓаните, затоа што и покрај инсистирањата на Агенцијата за електронски комуникации во законот за градба да се вметне обврската на инвеститорот, покрај обврските кои што ги имаат за изградба на други мрежни инфраструктурни работи во самиот објект, ние инсистиравме да бидат задолжени да изградат и електронска комуникацијска мрежа, за не се доаѓа до проблемот кој што сега го споменавте. За жал тоа не беше прифатено, не знам од кои причини, и таква обврска инвеститорот нема. Што значи ако вие се вселите во стан, во кој што нема изградено таква инфраструктура, останува на економската исплатливост на операторот да ја изгради и да ги поврзе на својата мрежа. А велите би требало да има исплатливост на крајот? Па ретки се случаи кога нема инфраструктура, каде што било кој од операторите не е веќе пристигнат до самиот објект, така да не верувам дека нема да имаат интерес да го направат она што инвеститорот би требало да го направи. Веќе известно време, народски да кажеме, се зборува, се шушка, дека ќе пристигнуваат нови мобилни оператори. До каде е состојбата? Една од главните мерки кои што ги превземаше агенцијата минатата година е овозможување на добра бизнис клима за да имаат економска исплатливост евентуалните оператори кои што ќе влезат во државата да опстојат и да успешно работат. Минатата година започна со работа трет мобилен оператор, тоа беше Лајка Мобайл. Напоменавме многу пати на пресконференции дека четврти мобилен оператор исто така донесе одлука да биде активен во Македонија. Очекуваме, значи тој се нотифицира денови во агенцијата, очекуваме за скоро време да започне со работа. Значи очекуваме дека до крајот на првата половина од годината веќе ќе имаме 4 оператори. Најчесто граѓаните прашуваат виртуелни мрежни, која е разликата за граѓанинот? Нема разлика. Значи вие добивате овие виртуелни оператори настапуваат со свој бренд, со свој сим картички, со своја продажна мрежа, значи вие како корисник немате никаква чувство на разлика дали е тој мрежен или не е. Разликата е во тоа што овие така наречени виртуелни оператори ја користат само радиомрежата, инфраструктурата на постоечките мрежни оператори, но во однос на крајниот корисник нема никаква разлика. Ќе доведе ли тоа до некоја конкуренција на пазарот? Апсолутно. Ние направивме анализи исто така. Во земјите на Европската Унија екзистираат околу 500 виртуелни оператори. Има мрежи, има држави каде што има преку 50-60 виртуелни оператори. Сите тие оператори си наоѓаат еден определен сегмент на корисници на кои што се фокусираат и се насочуваат. Значи, најчесто тие не одат на широка палета на интересни и примамливи понуди, но се фокусираат на одредена група на граѓани. Еве да кажеме Лајка Мобайл нуди скоро бесплатни услуги за врска со државите во кои што тие се веќе присутни. Значи, нудат меѓународни разговори по цена од месечини 1 денар, видов дека е. Така да, различни концепти ќе понудат и секој ќе се пронајде и сето тоа на крај доведува до поголема конкуренција и поголем избор за граѓаните. И во интерес на времето, последно прашање би сакала да ви го поставам, од кога и постои бесплатната телефонска линија 190 на АЕК, дали сметате дека одговоривте на потребите на граѓаните? Во секој случај да, затоа што и бројот на
граѓани кои што се јавуваат се намалува затоа што веќе се едуцирани, се упатени кои се постапките и процедурите и веднаш си ги превземаат чекорите кои што знаат како следуваат, се обраќаат до операторот, па потоа до нас, така да својата улога си ја постигна оваа бесплатна телефонска линија. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека навистина, господине Димитриевски, одговоривме на многу прашања и разјаснивме многу дилеми кои што ги има граѓаните, особено кога се приговорите во прашање. Доколку има било какви прашања, бројот 190 останува отворен за сите заинтересирани. Благодарам уште еднаш, почитувани. А вие останете на фреквенцијата на телевизија Нова.